Nice greetings from me also to you here within the Economic Chamber. This is a press conference from the Foreign Investor Council. Исто така ве поздравувам и јас од Стопанската комора овде во Македонија. Ова е пресконференција на Советот за странски инвеститори. Maybe you can remember the days of May where we had our small celebration about the 10th year anniversary of the Foreign Investor Council. Може би се сеќавате на деновите во мај кога имавме една мала прослава за 10 годишницата од Советот на странски инвеститори. So 10 years is not that much, but it is already a bit of a tradition within this country. 10 години не е толку многу, но веќе се претвора во традиција во земјава. And of course we want to extend this tradition for the next 10 years, if not to say for the next 100 years. И секако сакаме да ја продолжиме оваа традиција во наредните 10 години, ако не и во наредните 100 години. But whenever you have established a tradition, it is necessary to establish something new as well. Но секогаш кога воспоставувате некаква традиција, треба да воспоставите и нешто друго. So нешто you ново. cannot only live for traditions, it is also for some inventions. Не може да се живее само од традиции, треба да има и некакви иновации и пронајдоци. So and if you look at the market, especially the foreign investment in Macedonia, Ако го погледнеме пазарот, особено пазарот на странски инвестиции во Македонија, it is obviously that we have a strong representation of the automotive sector. очигледно е да видиме силна представеност на автомобилскиот сектор. We can and we don't want to ignore that. Не смееме и не сакаме тоа да го игнорираме. And by that we decided together with the president Branko Azevski И со тоа одлучивме заедно со председателот Бранко Азевски that we should establish an automotive association within the Foreign Investor Council. да формираме автомобилска асоциација во рамките на Советот на странски инвеститори. I'm very glad and honored that we have the chairman of the association with us here today. Многу ми е мило и почестен сум што со нас денеска овде е и председавачот на оваа асоциација. And this is to my right, Mr. Avram Stojčevski from the Falcon Company. Од мојата десна страна господинот Аврам Стојчевски од компанијата Vanhu. 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 Vanhu, се извинувам. Depends if you do it Macedonian or Belgian way. Yeah. Зависи како го изговарате, на македонски или на белгиски. So he will explain a little bit about the tasks and about the goals of the new established association. Тој ќе објасни нешто повеќе за задачите и за целите на ново воспоставената асоциација. But before, I think it is important to outline the importance Но пред тоа јас мислам дека е важно да се посочи важноста на ова. and the importance of the whole automotive sector and the auto industry as its own. Важноста на целиот автомобилски сектор и автомобилската индустрија во целост. Depending on what statistics you are quoting, it is after the food industry the biggest one in the world. И во зависност од тоа која статистика ја цитирате, по прехранбената индустрија, оваа автомобилската индустрија е втора по големина во светот. And it has never been away, although it has its up and downs. И никогаш не била во, иако имала подеми и падови, сепак никогаш не заостанувала. 2015 was an excellent year for the car registration within the EU. 2015 година беше одлична година на регистрација на автомобили во рамките на Европската унија. And this means turnovers, this means production, and at the end of the supply chain, this means employment. И ова значи промет, ова значи производство, исто така на крајот на синџирот на набавки значи и вработување. And if you look into the future, or let's say the present future, Ако ја погледнеме иднината или подобро да кажеме сегашноста заедно со иднината, and talking about electromobiles, this is how the complete automotive sector might be changed and twisted around. И ако зборуваме за електрични автомобили, токму во таа насока се движи автомобилската индустрија и може да претрпи промени. But for sure it will be a boost. Во секој случај ќе доживееме голем подем во таа сфера. Coming back to Macedonia, Да се вратиме сега на Македонија. 20 companies from the automotive sector have invested in Macedonia already. Во
секторот во Македонија имаат инвестирано веќе 20 компании од автомобилскиот сектор. This is more than within the neighboring countries of Macedonia. Ова е поголема ставка отколку во соседните земји на Македонија. It's a who is who of the big companies which do production here in Macedonia. I don't even have to outline some of them. Значи познати ви се имињата на производствените компании кои што работат овде во Македонија, дури не морам и да им ги спомнам имињата. 80% of the companies working in the free economic zone work for the automotive industry. 80% од компаниите кои што работат во слободните економски зони работат за автомобилската индустрија. And by that employing over 13,000 people within the country. И со ова се вработуваат над 13,000 лица во земјата. And especially in this sector more is to come. И особено во овој сектор допрва треба да дојдат новите работи. So at the end of the press conference, when you will ask your favorite question, Па така, на крајот на пресконференцијава, кога ќе го поставите омиленото прашање, how the political crisis influence the economy in Macedonia, како политичката криза влијае врз економијата во Македонија, I can even answer right now. можам дури сега да ви одговорам на In тоа terms of прашање. the automotive sector, Во смисла на автомобилскиот сектор, it obviously doesn't influence, очигледно политичката криза не влијае врз and него. you can even see by the turnovers of these companies compared 2014 to 2015 that they all have an increase in the revenues. И тоа може да го видите со споредување на прометот на овие компании со годините 2013 и 2014, каде што сите покажуваат зголемен промет и приходи. This is also true for the export of Mount, Ова исто така важи и за извозната ставка, which was in 2015 more than 380 million euros, која што во 2015 година изнесуваше повеќе од 380 милиони евра, and by that 20% more than in the year before. а тоа е за 20% повеќе во споредба со претходната година. So I think this foreign investment in Macedonia is really a role model. Јас мислам дека овие странски инвестиции во Македонија навистина представуваат модел за следење. And I do believe it has benefits by both sides. И верувам дека оваа индустрија носи користи за двете страни, For the foreign investors, otherwise they would not be here. како за странските инвеститори, затоа што инаку не би биле овде, But also for the society in Macedonia and for the supply chain. така и за општеството во Македонија и за синџирот на снабдување. So, but now I will hand over to Avram. А сега ќе му го дадам зборот на Аврам. Уште еднашка добро дојавте на новинарите. Во Македонија имавме неколку пати проба, барем јас и се сеќавам на тоа, да направиме една асоциација. Меѓутоа тие беа неуспешни. Оваа година некако веројатно созреа условите и конечно имаме една асоциација со која што можеме да се пофалиме. Она што денеска сакам да го направиме да ја промовираме оваа асоциација. Тоа не значи дека денеска е создадена. Формирањето на асоциацијата при Советот на странски инвеститори беше направено на својата седница некаде во април месец оваа година. И од тогаш го искористивме тој период да се востанови асоциацијата, да ги дефинираме нашите цели, програмски цели, да видиме кои кај ќе ни биде фокусот и затоа е денеска го најдовме во време да го споделиме тоа со вас. Мисијата на асоциацијата е да креира солидна платформа за развој на автомобилската индустрија, која би понудила еден значаен концепт за развој на човечките ресурси и менеджмент. Тоа е еден многу битен сегмент. Трансфер на современи технологии и иновации, она што подолго време во Македонија можеби недостасувало, както и возможување на побрзо вклучување на локалните компании како добавувачи во синџирот на снабдување. Тоа е, да речеме, можеби една од најболните точки во Македонија во моментот. Кои се нашите цели? Главна цел што ја поставивме при формирањето на асоциацијата на автомобилската индустрија е да ги собереме на едно место сите релевантни играчи од овој сектор, како странски, така и домашни. Значи, без разлика што ние сме под капата на странските инвеститори,
наша цел, па дури мое лично инсистирање беше да ги вклучиме и домашните компании кои се во некаков близок однос со оваа индустрија. Затоа асоциацијата во својот акцијски план ги вгради следниве неколку точки. Градење и развивање на ефикасна мрежа на комуникација помеѓу компаниите членки и креирање солидна база на податоци за истите. Представување и промовирање на интересите на членовите преку воспоставување транспарентен диалог со релевантните државни органи и институции. Потекнување посилна соработка помеѓу странските инвеститори и домашните компании кои пројавуваат желба да се вклучат во синџирот на добавувачи. Обезбедување квалитетни обуки и едукативни настани во поглед на технички, организациони и менаџерски вештини кои се потребни за модернизација на локалните добавувачи, како и обезбедување на поддршка за зајакнување на конкурентноста на своите членови, прво на локално и регионално, а потоа се надеваме дека ќе станат и добри глобални играчи. Понатаму артикулирање на потребата за стимулирање на инвестициите во автомобилскиот сектор, тоа што на еден начин државата го прави, и потекнување таа иста работа и кај домашните компании. Учествување и помагање на институциите надлежни за реформите во системот на образование, уште една болна точка, и обука на младите луѓе во воспоставување на образовен систем што ќе генерира стручни и компетитивни кадри во областите релевантни за членовите на асоциацијата. Тоа се накратко нашите цели, односно план за делување во наредниот период. Кои се нашите членови? Јас веќе напоменав, меѓутоа сакам малку поконкретно околу тоа. Членовите на асоциацијата се странски инвеститори и домашни компании кои се јавуваат во улога на постоечки или потенцијални добавувачи. Досега асоциацијата брои околу 20 члени, тоа го каже господин Штефан, со тоа што во активностите на нова тема учествуваат сите заинтересирани компании од овој сектор. Значи ние не се ограничуваме само нашите членки, затоа што се уште сметаме дека бројот на компании во Македонија не е до толку голем за да не можеме да има возможност на сите членки да пристапат на округла маса и да разговараме за проблемите. Како надворешни партнери исто така имаме покането релевантни фактори. Како наблюдувачи се јавуваат државни институции, директно поврзани со привлекувањето на странски инвестиции, и тоа Директоратот за технолошко-индустријски развојни зони, Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот, Царинската управа, Академската заедница, представувана преку Машинскиот факултет од Скопје и други технички факултети од земјава, средните стручни училишта, како и странските финансиски институции присутни во земјава како што се Светска банка, Меѓународната финансиска корпорација и така натаму. Поддршката на државните институции и на академската заедница во работата на асоциацијата представува добра основа за развој на автомобилската индустрија во земјава и пред се за зајакнување на соработката меѓу сите засегнати страни од овој сектор. Значи, очекуваме понатаму државата, институциите да продолжат со исто темпо или позасилено, без разлика на изборите и без разлика кој ќе дојде на власт, дека ќе имаме партнер со кој што понатаму ќе може да го овој сектор уште повеќе експандираме. Како што ви нагласив, една од нашите главни цели беше соработка, односно проширување на соработка со домашни компании. Компаниите во зоните и вон зоните, странските компании, претежно се извозно ориентирани. Она што сакавме да го направиме, некако да ги вклучиме домашните компании, да можат да станат добавувачи на овие компании овдека, а на тој начин, станувајќи добавувачи, веќе да ги научат процесите, методите, системите на квалитет, барањата, очекувањата на овие компании овдека, а сметаме дека кога тоа ќе го направат тука дома, тие истите ќе можат да бидат компетитивни и надвор. Во таа насока, ние веќе во овој период од неколку месеци направивме една работилница или семинар во една домашна компанија, Актива од Штип, на оваа тема, каде што ги повикавме домашните компании и со присуство на неколку странски компании беа дискутирани проблемите
и давање, да речеме, на насоки како поедноставно да се стане добавувач на странска компанија од овој сектор. Значи, збориме цело време за автомобилскиот сектор. Странските инвестиции за националната економија имаат повеќе dimenzionално значење. Тие не само што придонесуваат за зголемување на пазарната конкуренција, за растот на извозот и на вработеноста, тука носат и нови практики, технолошки иновации, знаења и поефикасно корпоративно управување. За странските инвеститори секогаш е од голем интерес да најдат локални добавувачи кои би ги задоволиле нивните потреби, наместо да увезуваат од други земји. Во таа насока треба да се одбележи дека бројот на македонски компании кои активно соработуваат со странските од година на година континуирано расте. Не е голема, меѓутоа расте. Во моментов, според неофицијалните податоци кои што ние располагаме, имаме повеќе од 500 домашни компании кои соработуваат со странските компании на еден или друг начин. Збориме за компании кои добавуваат на странските компании услуги, домашни материјали, индиректни материјали или репроматеријали. Борбата или целта на оваа асоциација е како домашните компании да го зголемат процентот во репроматеријали, да со тоа се зголеми и учеството во извозот. Затоа што ако овие компании се малтене 100% извозно ориентирани, содржината во тој извоз да сакаме да направиме што поголема да биде македонска. Зошто локални добавувачи? Има повеќе предности за тоа. Едни предностите самата близина, намалувањето на трошоците за транспорт, полесната комуникација и така натаму.